Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. 4 часа советниците на денешната седница поставуваа советнички прашања на кои одговараше градоначалникот и раководителите на јавните комунални предпријатија. Интересен феномен над Прилеп. Сонцето заобиколено со прстен. Денеска матурантите од Средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко со оро и песна го прославија своето завршување на средното училиште. Од црната хроника, 2 физички напади и една фрлена експлозивна направа во двор која оштетила градата и предизвикал пожар. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди и температура до 20 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Денеска советниците одржаа 60-та седница на која што главно беа поставувани советнички прашања. 4 часа советниците поставуваа советнички прашања на кои што одговараше градоначалникот и раководителите на јавните комунални предпријатија. Што е со санирањето на градските улици и патишта, кога ќе се уредат градските гробишта од тревнатата површина, кога ќе се среди речното корито, дали функционира јавното предпријатие терминал, кога ќе биде реконструкцијата на водоводната мрежа во населеното место Лениште, дали ќе има вработување на медицински лица во домот за стари лица, што е со закупот на јавен простор за летни бавчи, за недостигот на паркинг простор и така натаму. 4 часа советниците на говорница реплицираа меѓусебно, потврдувајќи кој повеќе направил или не направил кога биле на власт. Граѓани, дали разбирате дека граѓаните ги искршија возачите јабучици на возила, амортизери, стабилизатори? Веројатно како локална власт може би е потребно и субвенции да предвидите за таа намена. Како го решававте во овие 14 месеци тој проблем? Фрли некоја лопата песок на некоја ударна дупка, ќе помина возилата, ќе заврне дожд и тој на таков начин се решаваше проблем. Сигурно паметат дека освен асфалтирање покрај кеот на градската река, кој што за жал имаше 2 слоја, кој што судски не го доби тогашниот изведувач, така да не му беа ни исплатени очекуваните средства. Исто така паметат кога улицата Мице Козар беше 2 пати преасфалтирана, а за разлика од тогаш, како никош досега во последните 10 години, нема поставено 110.000 метри квадратни асфалт и тоа темпо, таа динамика продолжува и со новиот тендер. Ние сведовме 4 години со вас дебатата, улиците не се изметени, тревата не е искосена и катната гаража. На најниско мощно ниво го спуштивте работењето во овие 4 години.
Немам коментар. Секој излегување не за тоа. Улиците, дупките ве молам решете ги. Мисто ние да зборуваме за асфалтот, па и претходниот градоначалник 70 км асфалтира. И тоа не е епско дело, тоа му било него работа и затоа ние не треба да го фалиме, нити вас. Од нас граѓаните очекуваат да се движат по нормални асфалтирани улици. 11 милиони евра за 2 години инвестиции капитални од централната власт помогната за општина Прилеп. Значи нема да трошиме пари да ја задолжуваме ни општината. Владата така се работи, така се грижи за еден народ. А во истиот тој период ова локална власт го врати тој долг од 5 милиони евра, реализираше низа други проекти со кои што се исмеват, а не е така. Граѓаните гледаат 70 асфалтирани улици. Таа рехабилитација кошташе 2 милиони евра. Исто колку и капиталниот проект Градинка, кој што го исплати ова локална власт и го пушти во употреба за сите адаптации и преправки на проектот. Кружниот тек е реализиран, катната гаража е реализирана, спортската сала е реализирана, водоводот во Канат Ларси е реализиран. Зошто претходната власт сите овие работи имавте премногу време и централна власт и на локално ниво, имавте кохезија на владење на иста политичка партија, зошто сите аномалии што ви кажувате, што не биле, да речам, направени со децении, зошто тогаш не се направили? Зошто сите очекувате, тоест вашите прашања се насочени кон тоа, зошто во овие 3,5 години не е ништо направено? Секогаш ве демантираме што е направено од вас, за споредба што е направено од оваа локална самоуправа предводена од ВМРО-ДПМН и мнозинството на Совет. Денеска се случи интересен феномен над Прилеп. Сонцето заобиколено со прстен. Огромен прстен од светлина околу утринското сонце на денешниот 15 мај над Прилеп. Ова ни го испрати наша сограѓанка, која го снимила овој феномен. Сонцето во Прилеп утрово изгледаше токму вака. Побарав не од нашите колеги да ни потврдат дали вакво сонце има во Скопје или во Источна Македонија, во Штип и Кочани. Рекоја дека во тој период изгледот на сонцето на небото во овие градови не е таков. Дали е ова небесен настан, феномен или чуден круг кој се создал од непозната причина и го заобиколил прилепското сонце, останува вие да одлучите, бидејќи ние не успеевме да најдеме одговор. Денеска матурантите од Средното општинско училиште Ристеристе Скиричко, Соро и Песнан го прославија своето завршување на средното училиште. Еве како беше таму. Од црната хроника. 2 физички напади и една фрлена експлозивна направа во двор, која ја оштетило градата и предизвикал пожар. Случајот за фрлената бомба во двор го пријавил 49 годишниот МВ од Прилеп, кој информирал дека по фрлањето на експлозивната направа настанал пожар и била предизвикана материјална штета, поточно оштетување на фасадата на објектот. Настанот се случил вчера, во 7 часот и 30 минути, каде бил пријавен во полициската станица во Прилеп. Според пријавата, била фрлена експлозивна направа во двор на куќата на улица Никола Каранџулов во Прилеп. На местото на настанот излегле полициски службеници и увидна екипа од ОВР Прилеп, а за инцидентот бил известен јавниот обвинител. Во тек се мерките за целосно расчистување на случајот. Вчера било пријавено дека во 19 часот и 45 минути во полицијата било пријавено дека 30 годишна прилепчанка била физички нападната од незиниот татко ЖМ. Се преземаат мерки за расчистување и на овој настан. Исто така вчера во 11 часот и 15 минути СК 71 година од Прилеп пријавил дека на улица Брајќа Талески во Прилеп бил физички нападнат од ОР од Прилеп, кој употребил и тврд предмет. И за овој случај се преземаат мерки за расчистување на настанот, информираат од СВР Битола. Временска прогноза.
Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди и температура до 20 степени Целзиусови. Кон крајот на денот и во текот на ноќта ќе има локални врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат пообилни. Според управата за хидрометеоролошки работи, од утре се очекува опаѓање на дневната температура и пообилни врнежи од дожд, а на повисоките планини, велат метеоролозите, можно е да има услови за повремен снег. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Мај 2025.